Кои се најголемите проблеми во сферата на социјалната правда и на екологијата на локално ниво во Велешкиот регион? Последно тоа што ние сме организацијата областа на екологијата, која што работи промовирајќи ги принципите на одржливиот развој. Значи, ја бараме секогаш она пресечна точка помеѓу социјалната правда, социјалните проблеми, животната средина и економијата. Секако невработеноста носи голем проблем. Сиромаштијата, огромниот број на луѓе кои што живеат со минимални месечни приходи, како и големиот број на напуштени, односно незгрижени деца пред се главните проблеми кои што постојат во Велес. Нашата интенција е да побараме, да најдеме начин како преку активирање во решавање на еколошките проблеми тоа да се реши. Еден од карактеристичните начини кои што самите луѓе го открие е ова собирање на пластични шишиња, кое што кај нас фактички започна. Во моментот кога се отвори фирма која што собираше пластични шишиња, огромен број на социјални случаи започнаа со собирање на пластични шишиња, со тоа обезбедувајќи од една страна прочистувајќи животната средина, од друга страна обезбедувајќи минимална екзистенција, меѓутоа многу битна за нив за да можат да ги прехранат своите фамилии. После неколку години од овие првични активности кои што ги промовиравме и на национално ниво, при кои што на она фирма која што започна да работи со собирање и рециклирање на пластик ја доделивме државна награда за екологија преку Движење екологисти на Македонија. Денеска, на пример, ќе видите огромен број на социјално загрозени семејства кои што собираат шишиња, кои што живеат од овој бизнис, меѓутоа и нема да најдете ниту еден пластично шише фрлено, значи, на улица или било каде, затоа што соодветно е собрано и транспортирано во фирма која што се рециклира. Значи, тоа ми беше идејата да кажам дека има добар пример и сите поголем број од овие социјално загрозени семејства можат да се најдат во кругот кој што значи одржлив развој и да го решат својот животен проблем, помагајќи од една страна на животната средина, а од друга страна подобрувајќи го економскиот статус во кој што живеат. Огромен проблем кај нас представува во Велес загадувањето на почвата. Како резултат на 30 годишната загадување од топилницата, почвата во Велес е загадена од тешки метали, олово, цинк, кадмиум и други тешки метали. И преку тоа се загадува и зелената храна која што се произведува, а не ја конзумираат само велешани, него се продава насекаде низ Македонија па и низ Балканот. Значи кромит, марула, зелка и други раноградарски производи. За жал, луѓето кои што живеат во овие региони, кои што ги произведуваат овие раноградарски производи, се пред се мали стопанства, значи мали фамилии кои што единствено обезбедуваат средства производувајќи ги овие производи за своите фамилии. Значи не е тоа некој бизнис, него едноставно за преживување. Во моментот кога имате страшно загадена храна, пред се велешани знаат дека тоа не е добра храна и ги избегнуваат овие земјоделци, не купуваат од нив, него бараат земјоделски производи кои што потекнуваат, не знам, од Чашка, од Иванковци и од други почести средини околу Велес. И земјоделците се принудени да ги препродаваат на пониски цени на други земјоделци кои што ќе представат дека не се од Велес и со тоа се создава повторно еден затворен круг на неправда спрема социјално загрозени семејства кои што произведуваат храна, меѓутоа не може да пласираат заради тоа што нивната храна е токсична, не по нивна вина, него како резултат на историското загадување од топилница кое што го имавме 30 на години. Значи, нашата цел е да преку прочистување на почвата со фиторемедиација, тоа е природен начин, државата пред се, ние како невладина организација можеме да го дадеме советот, да го дадеме лекот, меѓутоа
немаме ингеренции да спроведеме деконтаминација, државата да изврши деконтаминација на почвата. На тој начин ќе се произведе голема количина на маслодайна репка која што може да се реупотреби од една страна, од друга страна ќе се овозможи овие социјално загрозени семејства да имаат почиста и поздрава почва и ќе се овозможи во иднина да произведуваат здрава храна, како за себе и за своите семејства, така и за луѓето на кои што ќе им ја продаваат и нема да бидат избегнување на пазарите како штетни или како опасни произведувачи на храна. Дали за сметка на зачувување на работните места треба да се жртвува животната средина? Ова прашање беше отворено и нели на времето во Велес за топилница беше едно од прашањата кои што се отворија околу референдумот во Гевгелија. Еве сега тоа најверојатно ќе се случи во Ландово. Дали треба да се жртвува животната средина сметка на работни места или постои може да се изнајде некој модул за да се заштитат овие две сфери? Пред неколку години имавме предлог за дополнување на Законот за животна средина, со кој што предлагавме да сите објекти од тешка индустрија и што се опасни, оние кои што спаѓаат во од типот на опасна и тешка индустрија, бидат градени на најмалку 5 км растојание од населените места. Ова е еден од начините на кои што може да се заштити животната средина во градовите, селата и сите населени места со едноставно физичко дистанцирање на опасите технологии од градовите и од селата. Значи не е проблемот во тоа дали ќе се гради и што ќе се гради, туку е проблемот каде ќе се гради. Доколку има доволна физичка раздалеченост и штетните последици немаат влијание врз луѓето кои што живеат во непосредна близина, тогаш градењето на поопасната индустрија во наводници секако нема да биде вакав проблем. Значи, доколку луѓето во Гевгелија не се почувствуваат загрозени од работата на рудниците, тие немаше да гласат против рудниците. И тоа е прва работа. И втора работа е врз основа на стратегијата на Македонија. Во Македонија треба да се градат мали и средни предпријатија. Големи гиганти и технолошки капацитети од типот на, не знам, нуклеарки или некои слични технологии кои што се најавува своевремено, се неизводливи затоа што во Македонија нема толков простор пред се и затоа што Македонија нема ни работна сила која што тоа ќе го држува и представува опасност затоа што ние немаме стручњаци кои што ќе го тоа спроведат. Многу интересно е во момент кога Министерството за животна средина гарантира дека рудницата во Гевгелија се безбедни, испаѓа 69-70% од граѓаните им велат не. Значи имаат како прво недоверба во Министерството кое што е платено да штити животната средина. Тоа е една многу загрижувачка состојба, затоа што проблемот не е значи во друго, него проблемот е во довербата која што граѓаните имаат спрема институцијата. Доколку државна институција ви тврди дека нешто е безбедно, вие не верувате, значи проблемот не е кај вас. Проблемот е во државната институција која што не доволно нема доверба. Истото се случи во Велес. И кај нас гарантираа дека во иднина работата на топилницата, ако се рестартираше, ќе била под надзор, меѓутоа ние знаејќи дека 20 кусур години се боревме со институциите да ја контролираат таа топилница која што ужасно загадува, што они ништо не правеа, немавме доверба и им рековме фала дечки, значи знаеме дека не функционирате и нема потреба веќе да не браните. Значи генерално нашиот став е дека не треба да се затварат работните места, меѓутоа треба да биде насочено кон мали и средни предпријатија, кон незагадувачка зелена технологија и она што треба да се искористи, што треба да се изгради веќе на поголема дистанца од 5 км, за да не се чувствуваат нити граѓаните загрозени, нити пак да се јави сега контраефект спрема наводните инвеститори кои што нели правели инвестиции, кои што правели испитувања, а сега не можат да остварат никаков бизнес. Значи сите страни се губитници од економски аспект, а се надевам дека тоа ќе биде за доброто на гевгеличани.